10 вечерашни гости Милан Каленич и Срѓан Ивановиќ. А сега вашиот домаќин Жарко Димитриевски. Јас сум Жарко Димитриевски, Мешевски. Апол за Гуру Гаребе! Yes! Здраво, публико! Здраво, убави луѓе во публика! Убава публика, машко, женско, све има. Браво, тоа е тоа. Убави луѓе. Yes! Мешевски? Што пиеш денеска? Пијам Нескафе. Нескафе. 3 во 1 стронг, да ти кажам. Одлично, 3 во 1 стронг. Како ти се допаѓа? Ти се допаѓа убаво? Многу јак вкус. Многу убав. Ептен јак вкус на кафе, се Ептен слагам јак со вкус тебе. на кафе. Се слагам, мајсторе. Ке зборуваме за кинофобија. Мешевски си забележал ли дека во Скопје се шири кинофобија, онака се повеќе и Да ти повеќе? кажам право, следејќи го Трамп, што збори, како збори, и мене ме фаќа страф од Кина. Искрено. Многу ми е страф од Кина. Кинофобија е. Кинофобија е. Страф од кучиња е. Каква Кина? О, ја мислев од Кина, извини, добро. Да, значи кинофобија. Да. И од кучиња да не се плашиш случајно. Па, зависи. Зошто? Зависи од кој кучиња. Ја имам чуено дека се плашиш од кучиња ние у кладилница, што многу пари си губил на времето. На времето, да ти кажам, ги трчаш. Да, ако следите медиуми, значи знаете и сте виделе дека нема ден да пројде без вест дека некои граѓани не нападнат, каснат, лајан или бркан од кучиња во центарот на градот. Има 1000 случаи годишно. 1000 случаи годишно. Значи ништо чудо што овој господин се изнервирал и решил да се реваншира. Да, значи каснат кучиња. Мислам, шега на страна, проблемот е многу реален и многу голем. Толку е голем што Шилегов најверојатно ќе постави нов човек на позицијата специјален советник во град Скопје. Вистинскиот дог уисперер, неговото височество Миленко. Во Југославија, да. Дека да зборувам. Само да се зборувам пред камера. Значи, на Македонија, като независна држава, не го предвидува, мислејќи дека народот веќе се откажал од идејата за самобитност. Тогаш СДСМ беше убеден дека сеќавањето за живот во Југославија. Дали видовте? Дали видовте како заќутија кога им дојде? Значи, пази, не икам да зборам, ама некој некого доведе во ред там. Се знае кој е газда кај Миленко. Кучињата не. Месечно и по 40 граѓани завршуваат во болница каснати од кучиња скитници. 40 граѓани. Тоа е бројка еднаква на сите луѓе кои на избори размислуваат да гласаат за Бачев, ама сепак решаваат да не го сторат тоа. Бачев. Проблемот не се решава како што сакаат некои идиоти кои трујат невини животни наоколу. Такви луѓе се дел од проблемот, не од решението. Проблемот се решава со добар план. Добар план во предизборната кампања вети Петар Шилегов, кој откако стана градоначалник засука ракави и најави дека на сите кучиња во Скопје ќе им стави чипови. Чипови! Само да Робот куче. само да те прекинам. Тоа во превод би значело Мешевски, пази, касам, Мешевски, бегај. робот куче. Ама знаеш ли што, ова станува сомнително. Чекај, луѓе, не знам дали знаете, Шилегов прво најави дека ќе става чипови во кучињата. Па после кажа дека ќе става чипови во контењерите. Па тоа нема ли да биде Мешевски, овде стакло, чао, Мешевски? Не, нешто е со Шилегов. Сегде става чипови. Јас стварно се прашувам дали сето ова е случајно. Дали сето ова е случајно, господин Ефтов? Значи, само будала човек може да помисли дека тоа е случајно. Да. Има нешто. Има нешто со Петре Шилегов и чиповите. Не знам дали знаете, Петре е единствениот човек на светот што никогаш не губи чорапи и секогаш му се во пар. Зашто им има стајано чипови, нормално. Он ги наоѓа, не му се губат. Едната во машина, другата во фиока, тоа не постои кај него. Исто омилен цртан на Петре, знаете ли кој е? Хипо и Чипо, заради Чипо. Се разбира заради Чипо. Зохар, чипирани кучиња.
Чипирани кучиња. Идејата е толку смотана, што посмотана идеја од тоа е само еден Джеко да биде заштитно лице на паштета. Мислам, дали сте сериозни? Кој нормален ќе поверува дека еден Джеко, фудбалер што неделно заработува 100.000 евра, играјќи во Италија, за Рома, игра во Рим, градот со оригиналната пица, паста и генерално највкусната храна во светот, еден Джеко демек јаде паштети. Кој го поверува? Завршува тренингот на Рома и Тоти му вика: "Allora, Джеко, andiamo alla pizzeria." "Ај, бола, не, идемо ми на паштету. Идемо паштету." Или таму во Рим се буди Джеко на сабајле и детето му доаѓа му вика: "Тато, што имаме за доручек?" "Паштета, сине." А за ручек?" "Паштета, сине." А за вечера?" "Ајвар и сирење." Стварно, како вајвар бе, паштета имаме? Дали си нормален? Зашо зборувавме? Да, чипирани кучиња. Да, претпоставувате и сами планот на Петре со чиповите и кучињата комплетно пропадна, па Шилегов измисли алтернатива. Кога веќе не може да се справи со кучињата, си рече бар да ги реши луѓето. И тоа со паричка. Така град Скопје објави дека ќе дава 60 до 180.000 денари ако ве касне куче. Машала. Само чекај, мене не ми јасно, тоа е за едно куче? Мислам, што ако се цела глутница? Дали тоа значи дека овој човек треба да е милионер? Страшно, луѓе. Ама знаете што? Имаме ексклузивна снимка од човекот што ја снимал оваа немила случка баш во моментот додека истата се случувала. Ако може да го видиме кој снимал? Ајме, другар, измај ги. Ти изгледаш, не. Ајме, друже. Чекај, овој многу ми е познат човеков од негде. Дај продужи ја снимката да видиме, да го видам. Ало. Другар, бе. Ќе го изедам, ќе ги изедам будала. Друже, Сеирџиска нација, бе. Све за сеир. И 60 до 180.000 денари, луѓе, 1000 до 3.000 евра. Па човек реално да се замисли, па и намерно да отиде да го касне некој куче. Ти, брат, што работиш? Ништо, съскам кучиња на площад. И, брат, како иде? Првите 2 дена, брат, супер, ама после ме научија, па сега морам да се преправам дека сум службеник од Светска банка. Да. Знаат кучињата кај се парите. И луѓе, Шилегов виде, не виде, дозна дека нема абер од решавање на овој начин. Не е чарето да им се дава кешче на луѓето, бидејќи еден куп од нив лажеа дека се каснати само за парички. Петре заклучи дека проблемот е всушност наследен. Ама што значи тоа наследен? Ако твоите родители се плашеле од кучиња, ќе се плашиш и ти, и тука нема што? Добро, чекај, единствено на бајачка да одиш или кај Иван Исцелител да ти објасни што е страв. Иван Исцелител вели, страв е кога човек ќе се исплаши од куче. What the? Многу продуховено, нели? Ама ништо. Ни бајачки не помогнаа, па Шилегов виде, не виде. Го направи истото нешто што го прават сите политичари. Ги обвини тие што биле пред него. Овој град требало да работи по законските прописи кои што важат во Република Македонија, особено кога се животните скитници во прашање, 10 години. Тоа никој пред мене не го сработил. Не можете да очекувате дека градоначалникот сега со волшебно стапче може да го реши тој проблем. Што мислите? Бу, да? Па добро, Петре, чекај. Не бараме магии, волшебни стапчиња, па ти си Петре Шилегов, не си Петре Потер. Не, ние само бараме хумано и достоинствено решавање на проблемот со кучињата. 2 години кучињата лаат, а ти си врвиш со автомобилот и не можеш, например, да ги поканиш на гости колегите од Данска и Франција, зашто тие се возат со велосипеди и кучиња ќе ги изедат ако дојдат тука. Крај крајава, па Петре,
Викни го стварно Миленко да помогне, види како го слушаат. Значи, на Македонија. Братучет на Паско Кузман и се стреми да биде најпознатиот археолог во светот. Дами и господа, новата звезда на археологијата, Индијана Џонски! Индијана Џонски! Индијана Џонски, дами и господа! Повели! Полека, повели! Индијана Џонски! Господине Индијана Џонски, со што ќе ни се пофалите денес? Жаре, ова е неверојатно. Јас имам малку трема, бидејќи морам да признам, жаре. Откритието е големо, господине Индијана Џонски. Морам вака да направам. Ова беше откритието. Ајде, што откривте? Како што може да забележите, јас го имам откритието тука. Добро. Античките македонци ја користеле оваа кеса. Добро. Со тоа што прво ќе ја надуваат вака. Добро. И што бре? И после правеле само вака. Ујдат. И да ги исплашат лавовите. И сега замисли, значи не биле само една, ова имале многу кеси. И ги дуват. И тука од сите лавови се бранеле, мислам. Ова е, како да ти објаснам, Жаре, ова е неверојатно. Во суштина ова ви е антички пиштол. Мислам, понекогаш се собирале повеќе на луѓе, сите ги плашеле лавовите и ова е моето неверојатно откритие кое што ќе ме направи следниот мој чичко Паско Кузман? Братуче, мислам. Паско Кузман кој ту. Ама кај ја најдовте кесава? Видете, ова кеса беше пронајдена во моите скопини и ќе може да се погледне на изложбата Градски парк Античка лепота, мислам. Тука може да се Господине Џонски, само да ви кажам дека тоа е обична кеса за пазарење од гранап. И јас имам иста таква. Мислам, прејаска бев да купувам. Не. Значи, ова ти е кесизмус, оружје на античките македонци. Значи, не е истата кеса. Јас некам да ве разочарам, ама ова е обична кеса. А добро бе, пич, ваш. Па добре, кај се фрлат вакви работи сегде, јас кај што копам, бе? Дали знаете дека на една кеса и треба 1000 години, бе, да се разгради? Па дали ова има смисла, бе, Жаре? Ова нема смисла. Што ќе правам јас сега со изложбата? Кажи ми, јас што ќе правам со изложбата Градски парк Античка лепота? Кај ќе биде моето признание? Луѓе, кеса со кеса, пластика со пластика, стакло со стакло. Дали сте нормални, бре, вие? Ајде! Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Израснати под топлото македонско сонце и одгледани со неверојатна љубов и внимание. Највкусните македонски вишни, преточени во прекрасен вишна нектар за секојдневно уживање. Нов Вива премиум вишна нектар, без конзерванси и без адитиви. Природно си е природно. Со секој изгреј сонце се раѓа нов ден, а денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Погледни поинако. Не сум само празна кутија. Утре може да се вратам во нова форма. Амбалажата што има минато, може да има и иднина. Ослободете се од хартијата и од композитот во новите сини контейнери во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Нов крал, нови правила. Сега пеам заљубен, преград отворам јас.
Крали Марко. Пиво за уживање. 13 декември, Дом на Арама. Новогодишен стендап со супер интересниот Маријан Георгиевски. Дојдете заедно да се насмееме. Билети преку Купи карти за се, Пола Југотон и Розеверо 2. Пакувај се за нова година со Савана. Одиме во Виена и го следиме виенскиот концерт на плоштадот за само 165 евра. А зошто да не во Букурешт? Нашиот бестселер аранжман за само 99 евра. Сакаш во Софија? Го имаме еден од најлуксузните хотели со 5 звезди, Holiday Inn, за само 99 евра. Не размислувај, пакувај се за нова година со Савана. Си ми дал ние улје. Доброто улје за голф пет. Да си ти нормалан! А како ќе кукат с тим? Што е ова галама? Ајде шнел гости чека ручек. Ама газдата го ми кажувал. Брилијант. Водечко масло за јадење според потрошувачите во Република Македонија по сите карактеристики. Доктор Неле Карајлич. Данас е дан Републике. 29 ноември МКЦ. Билети во предпродажба. 500 денари на сите благајни на МК Тикетс. Прочитај повеќе. Сите Golden Art објекти се во енергетската класа А, што значи пониски сметки за грејење и ладење во текот на целата година. Имаат уникатен систем на градба кој лесно се докажува како супериорен на пазарот во однос на квалитетот. Сите Golden Art објекти се изградени со љубов, направени да траат со генерации. Провери, закажи состанок со Golden Art агентите и дознај зошто само тука купуваш дом, не само стан. Со потекло од чистите и зелени планински долини, направени по стари, традиционални рецепти. На современ начин и модерни технологии. До совршен вкус. 100% млечни производи. 100% малешевски производи. Купувајте малешевски производи. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature. Најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Ова вкрстено идеше или право? Туку чекај, уште малку ќе треба да го кажам зборот на денот. Чекај да го земам речникот. Океј. Денес ќе биде... Да, џауска. Значи вака, ќе им кажам, чекај да се подсетам, океј, така, значи денешниот збор е џауска, што на англиски значи хипотетички разговор кој комплетно се случува во твојата глава. Значи, кога вежбате како да ја кажете на девојката дека е убав фустанот, а таа да не свати дека се здебелила. Така е, сите си замислуваме и си вежбаме разговори. Кој јазик да го кажеш, некои работи сите исто ги правиме, некои работи сите исто ги сакаме. Го сакам Good Nature. Не ве видов дека сте тука. Недела вечер. Ѓоко ги појачал на сендвичи? Да. Недела вечер, времето идеално за шолја супер чај. Зошто не некој Evergreen, Good Nature, планински чај. Вистински чај е тоа, пријатели. Зимава, за прв пат нема чекање ред за карти во ски центар Маврово, ќе може да купуваме ски карти онлайн. Одете на skimavrovo.com, сезонава ќе е добра и зашто терените се максимално подновени со нова опрема за снежење. Едва и чекаме зимава во Маврово.
Се уште трае наградната игра на ПКБ-та, купи ПКБ-та паштета и кодот од фискалната испрати го по СМС, многу награди меѓу кои Samsung Note телефони, патувања за цело семејство во најубавите европски забавни паркови, паштета е да не играш. А тука се Милан Калинич и Срđan Ивановиć. Одлично, одлично. Знаете ли? Што е овој дивни човек? Да, стварно не. Ха? Си отиде. Што? Дојде да ве поздрави. Лепо е загрево ово. Топло. Коме наш како ми е топло. Па берем. Мене ќе нешто на простату да навучам, нема веќе, добро. Него вика за џабе кум. Значи Милан и Срле се кумови. Тоа значи најдобри пријатели, браќа. Не, то не значи општо тоа. Се супротно. Се супротно. У Србија тоа се супротно. Кумови смо, ал не може очима видимо и не подносиме се. Како се запознавте, момци? Па, како ти кажем сад, мало е непретна ситуација. Пецкало е njega, пецкало и мене, а буквално таа жена која се бави тим урогениталним трактом. Тражена и стави на свој исти термин. И стварно те чаеве кои она има нису као ови планински. Не, добро. Ови су баш за од паса надоле. И тако. Чашица едnog чаја, па онда засејавање уринокултуре, па онда чашица разговора и тако. Мало пишкање, мало причање. Преко, значи не знам од кога се знамо, а знам да се знамо преко уринокултуре. Одлично. Свако има неку своју причу. Чека се, кој кому му е кум? Венчан кум. Сад пази, Како тебе изгледа, ајде ако сад гледано? Јас мислам дека Срле му е кум на Мики. Не. Не? Тотално си погрешил. Се е супрот. Мики му е кум на Срле? Да. Добро. Имаше избор Мики или некој друг или знаеше Мики и никој? Тоа е тоа. Пази, kad kažeš Miki ili Nikoј, значи тоа više govori o meni kao nekom gadnom čoveku koji ovaj nije mogao jednog čoveka da nađe za kuma i jedva je našao Mikija. To tako zvuči kako si ti rekao. Ali nije daleko. Ne da zvuči, nego tako i bilo. Tako je bilo, nažalost. Ne, ja sam venčao mog kuma i moju kumu. Ne znam šta je kumi bilo, ali eto, morao sam i... A момачко правевте кога беше свадба? Немој sad. Чекај, нема, па. Jak je taj gej lobby u Beogradu i prosto od nas se to očekivalo. Ali kada su videli da je partner suprotnog pola, jedno razočarenje, ali je momačko napravljeno. Da, kada pravevte? Kod mene kući. Dan pred, ne, 2 dana pred. Немаше нешто забава, журки, дискотеки? Kad bi znao kakva je zabava bila, moj žare. Da. Kakva je? Moj žare. Da poželiš da nam budeš kum. Опиши малце, дај ни да чуеме малку. Što se desilo te momačke večeri, to i ostaje na momačkoj večeri. Hardcore, a? Hardcore. Никогаш нема да заборавиш. Или заборави веќе? Ne, kakvi to, ne može se zaboravi. Tako kume, ne znam, možda si ti... Branit ću se ćutanjem, iskoristit ću taj amandman 24. Tako da... Можеш и тоа. Неću ništa reći. Вие имате, дојдовте тука за представа. Играте една представа, значи не сте само кумови, него сте и соработници. Оваа представа играте од маничке битки. Без зезање. Ова е 19 година. 19 години играте кој е овде идиот. А веруј ми да Мики још не е пупак од потад, значи кога смо почели да радиме. Што значи да колку години имавте кога почнавте да играте? Па ево 2000-те години. 2000-те. И тогаш бевте завршени, мислам, глума... Bili smo, završili smo akademiju, diplomirani glumci, ali i mladi glumci tek završili akademiju, napravili tu predstavu, krenuli da igramo i stvarno smo s tom predstavom prošli sve i svašta. A кај почнавте, каде почнавте, по какви места, бидејќи сигурно не било нели од старт популарност некоја голема? Играли smo na najneverovatnijim mestima. Која беше number one најневеројатно? Pazi, u Sobranju nismo igrali, to bi stvarno bilo neverovatno, ali smo igrali, na primjer, gde smo igrali kome? U Dolaru. Dolar je kafić, ali potpuni anonimusi. Underground tipa kafić, totalno onako jedan rock and roll kafić.
nema mesta za sedenje, svi stoje i mi tu igramo predstavu i to mogu ti reći, ovako je bilo puno i ljudi su obožavali to da dolaze da gledaju. Mi totalna dva anonimusa. Niko ne zna. Niko ne, kakvi nismo još, ne zna niko za nas. Dobro, komu vikaš daj da igram predstavu во твојот кафич? Čekaj. Ne, pa što da mu neko još tu ne igra predstavu ako već pa ne košta ga ništa, mi nemamo neku cenu da postavimo. Ne zedovte honorar, za $1. Ali pazi sad ovo, znači pazi, ulazi čovek i ide pravo, ide u WC, znači uopšte ne zna da predstava se igra. Mi ga čekamo da izađe da nastavimo jer on kao neće znati o čemu se radi. Čujemo vodokotlić, pustio je vodu, on izlazi i mi kažemo, pošto si sad izašao, znači sad ja njega pitam, on čovjek ne zna šta ga snašlo. Kao, čekaj šta, ajde, sad kad si ušao tu da šoraš, a sedi tu i da gledaš predstavu do kraja. Tako da, neverovatna situacija. Ali gledaj, onda, recimo, tad još uvek smo nepoznati mladi glumci za onda i onda tako ljudi pročuju. I interesantno im je, znaš, je dobra predstavica, duhovita, takvog je tipa, može se igra svugdje i dođe nam jedna žena i kaže, ljudi, ja imam restoran jedan, na Zvezdari gore, fenomenalan restoran, ajde, kaže, hoćete dođete da igrate kod mene. Mi kao, kako u restoranu? Pa kaže, u restoranu, ljudi krkaju, jedu, vi igrate. Mi sad mladi glumci, igramo svugde, treba nam kinta, koliko tražite? Sad mi koju cenu da kažemo, nemamo pojma. Ne, čekaj, ali da je glavna fora, ja sam od onih skromnih, ja ne znam sad, sramote me da izgovorim, ali oni ko inat fiksiraju mene. Ja sad prvo gledam dole ništa. Pa rekao, znate kako, mogli biste, koliko je Coca-Cola kod vas? Ona kaže, kakve to veze ima? Pa ako vi prodate Coca-Colu za, ne znam, ako uz Coca-Colu ide pići, ako između sarme i pečenja, a mi igramo, čovječe, koliko koštate? I mi kažemo cifru neku tipa po 1.500 dinara. To je recimo kao sad... 2 miliona jena ili 7 miliona i 600... To je denari je to. To je 1000 denari. Znači, cifra nikakva. Sve kao 10 eura. Eto, tražili smo po 10 eura po igranju. I što vi vika? I ništa, dogovorimo se. Ona kaže, dobro, super, mi dolazimo. Od prva, prifateno. Da. Mi dolazimo... A vi čim rektavte 1500, vi za 1000 kakva spuštate? Pa ona zove ujedno i duševnu bolnicu, da smo neki begunci, ali kaže ovi, nema pacijenata da su izašli. Sve je ono na broju. Ona odmah prihvatila, pa pazi, za 1.500. Ali nama svaki dinar znači, ne znamo ni da pregovaramo. Ništa. I dolazimo mi tamo, znači restoran pravi, svetlo ovako. Ubav restoran. Ljudi krkaju, mi izlazimo, krećemo, oni ni ne znaju da ima predstava. Gledaju se između sebe. Šta je ovo, pola ljudi nas ne gleda. Ko je ovdje idiot? Onda neko malo, znaš, tako krene, gleda, mi završimo predstavu i ona kaže, zadovoljna, super je bilo, i vadi honorar, evo honorar mi sad, vadi ovako i stavlja nam 1.500 dinara. Znači, ne po 1.500, nego samo 1.500. Mi uzimamo ovako... Tu vam je i bakšiš. Mi uzimamo ovako, gledamo, mi je neko izgovorio od nas, ali mi smo tražili po 1.500, gledamo onako... Ništa, hvala, bilo je lepo i odnosno... Čekaj, šta ništa? Imali ste 2 soka i nešto ste krompiriće neke jeli. Vraćaj mamu, daj. Tako da im dođemo još po 200. Plati sokovite. Tako je počelo. Uglavnom, početci su bili s ovom predstavom teški, ali ja se rado sećam tih vremena. Ali zato danas, svako od nas, pokupatilo. Dobro, ima i onaj deo bez tuš kabine. Po 3 obroka dnevno. Ne samo mi, i deca jedu. Čak nekad i pretekne. Pa bude i za sutra. Svaki dan nove čarape. Svaki dan nove čarape. Ovo je uspeh. Ne prašam, бидејќи сте кумови, предност е или мана е тоа кога се работи? Значи, избаксузират ćeš nas ili će se posvađamo nešto ili ono, vi ste kumovi. Vi ste kumovi. A pošto ste kumovi? Kumovi. Da li je to moguće? Zar kumu ne seče glavu u Srbiji, kao to nije? Ili je Miloš Karađorđe odsekao glavu? Kakvi ste vi to kumovi? Ja nikom ne fali ruka, noga, proteza, nije. Така е. Šta je ovo? Така е. Nemoj da mi celi dođete u studiju. Има проблеми баш поради тоа што сте блиски многу кога работите професионално? Не толико блиски. Да sad budemo da se razjasni. Znači, mi smo samo bliski, ali ne baš toliko bliski. Miki, ko je poголем професионалец, реално вака? Ти или Срле? No, kak, niko od nas dvojica. Totalne amatera. Sad nikad bi te lagali baš. Amaterčine, 2 teške, ma ne, kaki, to je. Misliš? Da, ali vidi, kad već pominješ to kumstvo, da kažem prijateljstvo, to je samo prednost. Samo prednost? Pa samo, nas dvojica ne igramo samo ovu predstavu, mi smo igrali u dosta predstava zajedno i to valjda tako, mislim,
Znaš šta, kad se ljudi dobro poznaju, kad se druže, kad se razumeju, to se onda lako prenese i na scenu. Одлично, одлично. Сега да ги спомнеме малку и фамилиите. Добро, не си рекол сме кумови. Да. Ми сме и кумови дали знаете. и колеги. Да не буде просто неясно. Срле, глуми ли Мики во приватен живот? Во реален живот? Добро, знаеш што, kad pitaju glumce, ili glumite kao i privatno. Da. Veći glumaca od političara nema. Znači, mi Tije smo se male top. bebe za njih. Tako da, bilo bi to stvarno već onako previše. Ne, kum je bukvalno ovakav kakav je i zato je i ovo prijateljstvo opstalo, jer nema foliranja, nema tog nečeg. Ako na glumu misliš nešto kao lažno, znaš ono kao Ne, glumi. повеќе мислам како што се ви играрија. Pa pazi, profesori na akademiji uopće da kažu, sine, kad uđeš u kafanu i ako te niko ne primeti, izađi pa ponovo uđi, onda nisi za glumu. Така е, паметно. Ама јас и сите вие сте сведоци, Мики кога влегува секаде така, но интересна работа не е шоу, тоест не е интересен само и вака, туку и приватно кога никој не го гледа, на пример со фамилијата. Има едно интересно видевце, да го видиме Мики со неговото семејство, ако може. Ова се прекрасните деца на Мики, Теа и Вук, а препоставувам Сандра снима сопругата, или? Не знам ко su ovi ljudi. Koga si ja čekam moj snimak. Ko su idioti ovi? Вака кога ќе пуштат нешто, еве, во емисија, или па да речеме ќе ти земат слика од Инстаграм, ќе ја стават на портал. Сопругата се лутили, пример, незгодно ли е, се нервирали така кога јавно, знаеш, се пуштат работи приватни? Да. Сандра. Pa da ti kažem nešto, nekad moram uvijek da tražim dozvolu. Moram da tražim dozvolu, sad kad mi je ćerka ušla već neke godine, od nje tek moram da tražim. Ako postavim, a nisam... Koliko godini napolni? 10. 10, dobro. Da, 10,5. Ako je postavim, a nisam je pitao i nisam je rekao, kakvi, ne smijem da uđem u kuću. Pogotovo ako se ne svidi još kako je to sve ispalo i to kakvi. Onda obično tražim prenoćište negde i tako. I negde. Onda ulaziš kod nas na prenoćište, razmeštamo krevet u dnevnoj sobi i deca si spavamo onda zajedno u jednoj sobi. To je velika komplikacija. Tako da gledamo da ipak spava kod kuće. Така. Кажи, кој би бил... Сте прошле мали деца, растат веќе. Кој е некој 1, 2 или 3, не знам, соберете, најважни родителски совети? Кој се? Што е најважно кога стануваш родител? Што мислите? Nemoj da sediš na ladan beton. Dobro. Sve ide od ladnog betona. Od promaja je sve. I ne na promaju nikako. Da. Ja mislim da je promaja termin neprevodiv u ovim anglosaksonskim sredinama. Samo kod nas je ono kao promaja, beže od promaja. Ima srle draft. Bravo, okej. Draft beer i draft promaja. To. Draft, ja? Draft, ja. Draft, okej. Ти, Мики, што научи вака од Теа и Вук, од растењето нивно? Што научи? Која ти е лекцијата? Некоја што би ја дал на иден татко, некој, знаеш, да му рече, слушај сега, најважно од се е... Pa da ti kažem nešto, sad prvo roditeljstvo je jako ozbiljan posao. I mnogo težak. Ali ono što je najbitnije, s decom mora se baviš. Svakog sekunda i svakog minuta. Ništa ne prepuštam slučaju. Значи нема како Милениче, одам на работа, не го гледам. Ništa ne prepuštam slučaju, ništa. Evo, preki dan baš sam došao po Teu, dečko jedan prolazi pored nje, bukvalno onako u mimohodu, mislim ni da je ne poznaje, ali prolazi pored nje. Vrlo je blizu prošao pored nje. Što? Pa čušku je dobio, samo je rekao, sine, viš kolika je ulica? Ne moraš toliko blizu pored deteta da prolazi. Ова е, Мики, прв пат да добиеш аплауз пошто си мавнал странец. Еве ти, ова прв пат сега. Ne, šalim se, ali uglavnom s decom moraš da se baviš. Внимателно. И со полно внимание, така? Да. А вие кога бевте деца, какви деца бевте? Немирни, мирни? Како она? To bi morao da pitaš naše roditelje. Pa dobro, što vi Mada je kažuvali? otac imao te tikove i ja ih se sećam, tako da znači nije od mene, verovatno je to ranije zapatio.
Majka naš je ostavila još na rođenju, tako da nju i ne poznajem. Mada dođe neka žena je dolazila u kuću. Ovaj čovjek što je počeo posle da živi s tvojim ocem, kao majka ti je bio. Jest, stvarno. Bukvalno, znači kad ga pomadiš, nema da ono da kao da te one dlakice, ne, bukvalno je zamenio majku. Da, baš se i depilirao redovno. Neverovatno. I ja ga. Da ne bide neka ne sam rekao nešto ozbiljno. Ja sprobam. Ова не го знаете. Сериозно, Милан е професионален голман. Значи во моментов како што зборуваме... Добро, не професионален, па, нисам професионален. професионален. Тоа е аматерски? Али, па тоа е аматерски фудбал. Ајде, раскажи, каде браниш? Pa ne, branim pošto sam ja nekad bio golman i sad sam se aktivirao opet pre jedno par meseci i branim sada prvu Beogradsku ligu. Ама браниш секоја недела. Значи Svaka секоја недела имаш утакмица. Treninzi, sve u prvih 10 kola primio sam 2 gola samo. 10 kola, 2 gola? 2 gola, da. Pa тоа ни Икер Касилјас него може. Niko, to trenutno niko nema. Pa čekaj, Вики, нели како му доаѓа тоа? Тоа е четврта лига? To je sad peta liga. Да. Па 10 I sad smo prvi ulazimo u četvrtu. 10 надпревари, 2 гола, не те бара некој од трета лига, пример? Пошто си најбољи голман човек. Da ti kažem nešto, ima ponuda. Ponude pljušte, razmatram sada, razmatramo. Dobro. Значи може да се случи. Како да не, може svašta se desi. Да, а не... Na kraju krajeva najboljim sam godinama. Така е, 30 ти? Molim? 30 ти? Mereno od... A govoriš, godina, izvini. Не, Мики, тоа не е тајна, стварно изгледа фантастично за 46 години има Мики. Фантастично, видете. Тоа е спорт, дами и господа. Ова ви прави спорт. A i ne samo sport. Ne? Da, pa pošto je da bude kvalitetna droga i tako i ne samo. Pa mislim pošteno. Pošteno, da. Ne, naravno. Nema gluposti. Recite ne drogama, ali ako već kažete da, samo kvalitetno. Srle, A dobro, sad malo je neumesno. Ja imam 24, imam taj hormonski poremećaj. Ako je vama to smešno da ste... Da, ako sad krenulo zbog tebe na tvoj račun, no stvarno... Ajde, smejte se, ali šta sad da radim? Dobro. Има еден клип кај што Мики баш му се гледаат онака спортските способности и може да го пуштиме да видите, не знам да ни каже дали е од скоро или е многу одамна. Ај клипот на Мики да го пуштиме. Оне три црнкиње ту се. Не. Видете го Мики. Тазе или не? Тоа е од летос. Браво, царе. Срле, од секогаш бил забеган... Да, људи, куме, само... Ајде, куме. Људи моји. Nije što mi je kuma, ali... Од секогаш бил забеган по спорт, вака? Jeste, to je bio jako težak porođaj njegove majke. Bukvalno se precepila žena. Милан Калинич, Срđan Ивановиć! Дами и господа, ако сакате зимава да се греете најквалитетно, најтопло, а сепак и ефтино, Еколайф пелет, дечки, проверете сами. Македонска фабрика единствена во цел регион со своја лабораторија, со што само тие може да гарантираат највисок А1 стандард. А ако одите на скијање, зимување, фатете попуст и погледнете ги врвните понуди во Савана. Речи си 30 години се наш избор за патување, има и зошто навистина се број 1. Мои стилисти, како и секогаш, се прекрасните девојки од Фешанел, powered by Елена Лука. Ние продолжуваме сега со 1 на 1 и со ова не се случило многу одамна. Не знам што е работа. Ако е тој, ја стварно нема да можам да се разберам, ама не е битно. Ало? Алло, заде? Спасе, ти ли си бе? Ало, Спасе?
Спасе, жоре. Абе, кај си бе, Спасе Булачански грофу бе? Нит да се јавиш, нит да не позамараш бе, Спасе, што е работава? Одамна не си се јавил. Прв пат слушам ја, не сум ти звонал. Спасе, добар ли си бе, ало, Спасе? Да немаш излив некој, да не ти трне левата рака, Спасе, кажувај брзо ако треба да викаме брза помош, нешто кажувај што да правиме. Жаре бе, од 2042 звонам, од иднината вртам. Чекај, Спасе мој од иднината нема шанси. Спасе мој не оди до продавница, не па до 2042. Значи, Спасе. Не, јас сум внук на тој Спасе, по него сум крстен. Од дедо ми Аманет, он ми остави и вика, ако си на мака, жаре да го бараш, како знаеш. Добро. И да не си ба баре, го ти све едно. Добро, окей, тогаш Спасе од иднината, вау, што те мачи, пријателе, кажи, ајде побрзо, мислам, тегнеш како дедо ти што тегнеше. Што е работа? За да апликацијава мој воздух, покаже кислород дека имаме воздухов и хаос у Скопје, у Битола, не знаеме од кај доаѓа воздухов. Па тоа е убаво, тоа е окей. Кој е убаво ти да дишиш гол, да не речем 10 години нема кислород у воздухов, на немаме веќе бели дробови, со црни се раѓаме, ја црни дробови. Црни дробови? Црни ко Весли Нилсен. Клиника обувачани се преполни, таа на шалтер жаки, таа ни прекурет не може да ме бутна ширнајка ми. Штом во болница кај нас нема прекурет буткање, значи стварно е страшно во 2042 кај вас. Што е работава? Не бе, сега ќе правиме протести кај местната задруга обувачани, цело село катран да ми стисне гради, од кислород ми се гади, така ви. Чекај, римова од Маријан Стојановски да не вие. Не, неговата само за родини да пеем. Добро, Спасе. Чекај малку, 2042 што прават властите, како се справуваат? Ништо викат сите фабрики да работат типо дома, оджаците сме ги распалеле на најако, овој. Оджаците на најако. Шилегов број 90210, тој Андроид се градоначалник на Скопје. Андроид, добро. Моли да сме причекале со протестите, изненадил го кислородот и така. И во иднина ги изненадуваат, Абе, луѓе сите патишта ги блокираат, тука ќе собрание сеќат, цицаат, ауспуси од коли. Абе, не можам да стигнам на концерт, ќе стоја вечер. Ало бе, 2042 стоја уште пее. Пее, дури става жевро деколтето, после не пее. Окей, евра у деколтето. Спасе, што сакаш сега, како да ти помогнам, дај, кажи. Значи, јави му се на дедо ми. Добро. Тој у твоето време уминатото. Да. Кажи му доди кај Боро Струмици да купи 1000 кутии со цигари да ги крие у подруги. Добро. Ја ќе ги најдам после. Боро Струмица, добро. Зоре, ајде, одам јас капи си импулси од идеја. Чекај. Абе, чекај, Спасе! Спасе, бе! Абе, немам телефон од дедо ти, он мене ми звони. Спасе, бе! Еден на еден. Овозможено од витаминка. Свет на вкусови. Назад со Мики и Срле. Мики, пишуваше на некој интервју дека ако би носел некого на пуст остров, ти би ја зел Анџелка. Не. Не, стој. Питали su me da li bi pre na pusto ostrvo vodio Cecu ili Andriju i Anđelku. I onda sam ja rekao, pošto svaki Srbin voli da se pohvali, dobro. Ceca je trofej, ali ne bi imao kome da se pohvalim. Onda bi pozvao, išao s Andrijom i Anđelkom, jer bi mogao Andriji da se pohvalim. U stvari ne. Išao bi s Andrijom i Anđelkom, jer bi mogao Anđelki da se pohvalim. Dobro. Срле, Мики е цело време со убави жени. Значи, така, обкружена и на работа, и на улица кога оди. Питање веќе ме плашиш. Чекај. Ништа. Која? Šta je s tobom? Ovo je broj žiro računa, otvorenje, delite neki dinar. Да поможемо. Da i ovaj čovek oseti čari vođenja ljubavi. Сакам да прашам, која му е тактиката, како одолева Мики на тоа? Што прави? Ти си близок со него, го знаеш, што прави? Како може да одолее на тие предизвици? Pazi, sve što budem rekao, treba sutra kumu da pogledam u oči. S ovom vata, prelazio? Ne, crvenu tačkicu već imam. Već imam gore. Znaš šta, nije što mi je kum. Dobro.
Ali kod njega se zna, pazi, svaka alimentacija je plaćena. Znači, nema tu sad ono kao, ovu decu volio, ovu ne, ove žene. Ne. Site do jedno. Sve. Znači, prosto, više od čoveka. I to u dan. U dan. Znači, deca navijaju sad po tome. Господин. А, господин. Господин. Ама добро, има некојаш работи што се случуваат без ти да сакаш. Например, беше на Пинк Звезди, мислам, каде што беше водител, каде што една надпреварувачка те баци во уста, вајда не било планирано тоа. Пази, куме. Sad moram da mu prevedem, malo se sad ti zakomplikovao. Ajde. To što su tebi stavili u usta. To se dešava i svuda. Nije to ništa, on ti sad to i priča. To je normalno. To je normalno. Samo... Da ti se to ne ponovi. Znači da ti ne pređe u naviku, da stalno to onda trpaš. Ne mora da gledeš to iz nekog mračnog ugla, vidi to iz pozitivne strane. Najpozitivno. Ali da ne pređe u naviku i da se sad... Šta? I šta ću mi pitaš? Kako sam pričao s punim ustima? Kako sam vodio pro... Сега кажем повелете. Како веш баш? Повелете. Лепо рекao. Тоа планирано или не било планирано? Како се случи? Да. Непlanirano. Непlanirano? И ти изненади скроз, така? И што правиш во таква ситуација? Pa ništa, sačekaj na tvoru, da kažeš je kolima. Ništa, šta? Dođe milicija da se uviđaj. Ništa, obrišeš se posle to. Bitno da ne gutaš, znači samo da... Pljuneš ako treba. Pa da. Тоа цело искуство со водење Пинк Звезди, што мислиш? Ке те прашам зашто Срли имаше една представа што е многу интересна, се вика Истерување џавола из директора маркетинга. Jeste. Šta smo hteli da kažemo? Pa jeste to malo đavolja rabota. Маркетингот? Pa kako sve i uopšte... A ovo reality show takvi работи? To je tek, to je... Tu ako ne uđe svešteni da okadi 2-3 puta... Jel ima kod vas reality? Па не толку. Нема. Мислам, ние ги имаме овие вашите. Znači vi ste voajeri po pitanju reality. Kako je kod nas, pa ako se zapati, uzet ćete i vi. Не, само гледаме вашето. Не правиме, само ги гледаме тие. Тоа е тоа. Da. Значи не си фан на реалитија, Срле, така? Pa pazi, pri ovoj pameti nisam. Sad ne znam ako bi me neko ozračio, ako bi, ne znam, nestalo kiselnika na nekoj operaciji, pa se to sad odrazi na mozak, možda bi bio fan, ali u ovom sad psihofizičkom stanju ne bih to preporučio ni najvećem neprijatelju. A го зафркаваш кумов што е водител? Ne. Moj kum nije u realitiju. Туку? Moj kum je... Pa kume, ajde sam kaži. Што се тие Пинк Звезди и... Pa dobro, nije to reality, Pa to su talent show-ovi, nisu reality. Kad kažeš reality, mi mislimo na... Ама чекај, не беше и на Велики брат. Šta? Беше на Велики брат водител, или? Jesam jednu А тоа не е реалити. To sam. Pa da ti kažem nešto, Veliki brat, dok je bio još Veliki brat, dok je postao, to je imalo još nekog smisla. Sad kad je došao ovaj Veliki brat koji nas vodi sve zajedno, sad smo ga ugasili. Колективно реалити. Jest. Добро. Значи, би водел пак ако ти понудат или зависи од понудата? Veliki brat sad ne bi, više ne bi. Зошто? Pa ne bi, nije nekako. Dosadno ti je? Da, nije mi neki... Vidiš, sad kad bi mi neko ponudio neke ogromne pare i to... Obavezno. Da. Ili ako ih vodi na eutanaziju, na primjer, to onda nije zanemariti. Ne znam, sve ima svoju cenu sad, otko znam. Nešto i nema, naravno. Значи, никогаш не викај никогаш, така? Nikad ne reci nikad. Da. Вие поддржувате убави хумани каузи секогаш. Знам тоа и за Мики, знам и за Срле дека поддржувате такви работи. Не знам дали имате банка за храна во Србија. Овде има банка за храна и сакам да го поддржиме чисто Душко Христов од банката за храна е тука. Дуле, браво. Дуле, кратко само кажи ни, банка за храна е организација која што? Објасни ни на кратко. Која што се бори директно против гладот, сиромаштијата, бидејќи сиромаштијата секогаш била, има и ќе има во сите општества. Ние сме тука на еден одреден начин да ја ублажиме таа сиромаштија, посебно гладот. Веќе вие сте 10-та сезона, ние уште малце 10 години ќе правиме, уште некоја година. И секојдневно се соочени со оно што се вели во општеството, глад, сиромаштија, која што во сите општества има и во пријателите во Србија, имаат и они банка за храна во Белград. Добро. Што е банка за храна? Значи ние сме најбрзата пошта на хуманоста, значи некој што донира нешто во вид на храна или прехранен производ, ја доделуваме на оној кој што треба. Значи ние сме најбрзата пошта на вашата хуманост. Кој може да се вклучи? Ресторан, фабрика, некоја што работи прехранбени производи, можете индивидуалци некако да помогнат? Сите оператори со храна, ги канам и младиве, и публикава, и општеството да се вклучат во коалицијата против фрлање храна и гладот, која што е составена од над 15 организации,
локална самоуправа, имаме бизнес заедница. Каде да те побараат, Душко, и банката за храна? Каде да ја најдат? Банка за храна.орг е најлесно, има сите информации таму, така да имаме и своje складиште, имаме свои делови каде што можат и да се вклучат волонтерски, ќе добијат мајци обележени. Ова е еден апел. Значи сите можете да се вклучите. Мики Калинич, Good Nature, чаеви, Срле, фала ти тебе, витаминка имаме и пакет Viva Premium. Милан Калинич, Срđan Ивановиć. Завршуваме со ова еден. Имаме нешто интересно за крај. На крај правиме харе буквално преведени хитови. Значи, буквално преведени хитови, нема зошто да слушаме хитови на странски јазици кога можеме да ги слушаме на македонски. Значи, ние взимаме странски хитови и ги препеваме на македонски во овој сегмент што го викаме буквално преведени хитови, а првата песна, некоја која ќе ни ја пушти режија е Валери. Валери. Океј. Добро бе, добро. Ајде видиме. Некогаш излегувам сосем сам и си гледам преку вода. И си мислам шо правиш и во глава цртам слика. Отко се врати, се збумбари, се здебели и ми фала твоите джинджер коси, стило со кој што се носиш. Шо не дојдеш мори, зошто ми правиш малери?